Онаа мало езерце или бара што гледате се нарекува Мало Димитрово езеро. За него ќе може да прочитате во збирката, односно книгата за Пелистерски езера што ќе оставиме во домот. Големо езеро, а ова е големото езеро во кое што се капевме. Го видовте таа снимка. За него Ѓорче Петров има забележано едно предание, кое што пак е многу често и за сите останати езера, за Боговинското езеро и останатите. А тоа е дека некој со овчар тука кој ги напасува ловците, еднаш, мирејќи со кавалчето, му паднало кавалот во езерото. И не можел да го најде и се отишол дома, тој бил некаде од Воденско. Таму кај што има исто така 4 езера, Старигјол област, така како што се вidi. И одејќи си дома, неговата жена и татко му рекле: "Бе, ти го најдовме кавалчето од селскиот извор излез." Така, или кога го дознал тоа овчарот, започнал секој ден по една овца заклана да фрла во езерото. И овцата да излегува во неговото родно село, за неговите да имаат волна, кожа, место и така натаму. Кога стопанот на стадото увидел дека му се намалуваат овците, најнаш се сокрил во некој од овие карпи тука и го забележал овчарот што прави, како фрла по една овца во езерото. Дошол, го заклал тој овчарот и го фрнал. И на голема жалост за неговото семејство, од ова езеро тој се нашол излегол во изворот во своето село во Воденско. Кој знае дали е тоа вистина, но голема вистина, како што реков, дека доаѓањето тука, капењето или едноставно гледката на ова прекрасно езеро, како и целата наша Македонија е неизмерно убава и прекрасна. Уживајте во Македонија! Сега! Одма! Се наоѓаме на големото езеро на Пелистер на 2218 метри и тука уживаме во Македонија! Ома се пута! Кој пута? Белите у Пелистер! Уживајте во Македонија! Ако излезете, ќе уживате во хипотермија на Македонија. Здраво живо уживатели во Македонија, евене на Пелистер, односно планината Баба, на Пелистерски точи. Ево гледате големото езеро тука десно, подоцна ќе видите поубаво, а ние сме на подврвот Чавкарник, со потоа кон малото езеро, ево наму се сине, не знам дали може да забележите. И нажалост денес немаме време, тоа е врвот Пелистер со 2601 метар. Одиме кон малото езеро, нормално знаете што ќе видите од големото од малото езеро. И уживајте во Македонија! Готово? Само мало кратко јавување. Пред нас е Преспанското езеро, од овој престоп сега, ете го стење таму. Утре ќе видите убави снимки, ќе се симнеме на Преспанско езеро од Брајчино во Дупени, на Дупен, плажата во Дупени, на Ламбела Ваковски. Таму ќе се бањаме, тоа ќе биде третото езеро, денес ќе одиме на малото и на големото се бањаме. Тоа е Преспанско, не знам колку убаво се здогледува, но утре ќе видите убавината на заспаната Преспа. Уживајте во Македонија! Здраво живо уживатели во Македонија, евене на малото Пелистерско езеро, под врвот Пелистер. Од Пелистерски очи ова му доаѓа левото око, значи зелено убаво, прекрасно. Да не должам многу, знаете во следниот кадар што ќе следи. Многу мило што дојдов. Ти си многу заслужен за ова, знаеш зашто? Зашто гледаш сите како се откажа, да не дојдеше ти, сам немаше секако да дојдам. Опа! Значи, евене на третиот поред Преспанско-Пелистерски викенд и како и минатогодишниот Пелистерско-Преспански викенд на 3 езера, само јас сум човекот што ќе се избави од 3 езера. Затоа што другите нажалост не сакаат да дојдат на Малово езеро и не знаат што пропуштат, но до година се надам сите ќе дојдат на сите 3 езера. Тоа е тоа. И едноставно уживајте во Македонија! Менцето остана кај горде, ама тоа е на големото езеро ќе го снима. Се снима. Тоа здраво живо уживатели во Македонија, знаете покрај уживањата што ги видовте како се бањаме во езерата,
ние тука ќе кажеме неколку поучителни слова и податоци за овие езера. Сега крај Малото езеро, јас ќе ви раскажам, ќе ви го раскажам преданието за настанокот на двете езера. Постојат две различни преданија. Едното е запишано од Ѓорче Петров, а другото го знам од апостол Поп Јовановски една книга. Едното е за настанокот, а другото е за крајот на езерото. Сега ќе го чуеме тоа за настанокот. Во давнина, во давнешни времиња имало две млади овчарчиња, братче и сестриче, кои што ги напасувале своите овци тука на Пелистер. И еднаш ги фатило едно силно невреме и голема меќава. Во големата меќава младото братче се загубило и му се загубило секаква трага. Неговата сестра го викала, го барала на секаде, го барала 3 дни, 3 ноќи, меѓутоа не можела да го пронајде. И сето тоа време од мака започнала да плаче. Таа плачела и се смета дека од незините солзи за своето сакано братче се слеали и настанале две прекрасни бистри планински езера, Пелистерски очи. Колку е тоа вистина, не може да знаеме, но е вистината една, а тоа е дека уживањето во овие Пелистерски очи утре во Преспанското езеро е неизмерно. Уживајте во Македонија. И уживатели во Македонија, на крајот на овој прекрасен ден, денешен преображение, само да фрлиме еден поглед на ова големо водно пространство, односно Преспанското езеро, каде што ќе се спуштиме и ќе се капеме утре. Ете го островот Голем град, единствениот голем остров на змиите во Македонија. Тоа таму, ова е од баба, тоа е Малото Преспанско езеро, со островот Ахил, кај што била престолината на цар Самуил. Таму е Дупени, плажата Дупени е точно под овој срт, не може да видите. Тоа е убавото Преспанско езеро, Галичица е таму во облаците. И утре одиме да се капеме во Преспанското езеро. Се гледаме од таму. Добро утро, уживатели во Македонија, еве на вториот ден. Се симнуваме кон Преспанското езеро. Се наоѓаме од Преспанската страна на планината Баба. Ова е Балтан планина, познатата Владо Јовановски, што кажува над долно Дупени. Ова е долот на Брачинска река, овие прекрасни гори и стрнини. Тоа е Преспанското езеро и превојот со Малото Преспанско езеро и островот Ахил, каде била престолината на цар Самуил. Ние одиме надолу кон езерото, а за Преспа, таа заспана убавица Преспа, која што лани обиколив цела, ќе има посебни снимки, затоа што таа вреди има цел еден посебен филм за неа да има. Одиме кон Преспанско езеро и се гледаме. Уживајте во Македонија. Здраво уживатели во Македонија, еве на крајот на нашиот Пелистерско-Преспански викенд пред Преспанското езеро. Еве го целото Преспанско езеро, островот Голем град. Мал град е таму, не се гледа, тоа е Голем град, остров на змиите, ова е Наколет. Прекрасната езерска ширба која ќе се капеме. А тоа е долу на Брачинска река и планината Баба, од кај што се спуштивме надолу. Се гледаме на капењето во езеро на Маркова нога, најјужната точка во Република Македонија. Се гледаме. И, драги уживатели во Македонија, еве на крајот на нашиот триезерски поход, односно Пелистерско-Преспански викенд во Преспанско езеро. Како што кажавме, за Преспа има посебно снимање. Одека само ја поставуваме и уживајте во Македонија! Уживајте во Македонија! Уживајте Преспа! Уживајте во Македонија! Лапаво!